Заедно против насилството во училиштата, полицијата во соработка со наставниот кадар, родителите и самите ученици го продолжува проектот за отстранување на физичкото и психичкото насилство во училиштата. Во просториите на СВР веле се одржа првиот состанок за оваа година на кој се утврдуваше по кој тек ќе се одвиваат настаните за постигнување на единствената цел – решавање на конфликтните ситуации по пат на диалог и без насилство. Овој проект го работиме од 2010 година. Во почетокот, знаете и сами, таа година имавме преку 25 нарушувања на јавен ред и мир, имавме кривични пријави против ученици, преку 50 ученика беа санкционирани, имавме тепачки во групи и слично, меѓутоа со мобилизација на сите релевантни фактори, субјекти оваа ситуација е надмината, веќе е далеку зад нас, меѓутоа не смееме да бидеме, значи мораме да бидеме будни, не смееме да чекаме, постојано, значи мораме да ја повторуваме поентата што сакаме да ја постигнеме и бидејќи имаме нови генерации на ученици кои ни доаѓаат во средните училишта. Учениците мора да ги надминат стереотипите и предрасудите, велат од МВР. За таа цел тимовите кои ќе се формираат, ќе имаат задача да работат на воспитниот процес кај учениците. Предвидено е во училиштата да се организираат и врснички едукации, каде самите ученици ќе ги презентираат своите ставови и мислења. Имаме извореден стручен наставен кадар кој што го даде својот придонес и мислам дека и понатаму ќе го дава. Тие стручни кадри ги искористуваме, значи, во областа на безбедноста и заедно со нив ги решаваме овие ситуации што ги имаме, значи, во училиштата, претходно пред да настапат некои нарушувања. Работиме со учениците, ја подигаме свеста и сето тоа, значи, во заеднички интерес, а пред се во интерес на општината за поголема и подобра безбедност. Досегашните статистики покажуваат дека најголем дел од тепачките и насилствата меѓу учениците се случуваат во училишните дворови по завршување на наставата. Проектот предвидува и спортски дел, каде со меѓусебни надпревари во фудбал и кошарка ќе се подигнува свеста за правилно и рационално искористување на слободното време. Променливите временски услови влијаат на здравјето на граѓаните, низа на здравствени тегоби ги мачат пациентите кои ги посетуваат матичните амбуланти, откаде пак велат дека најзагрозени се хронично болните. Веднаш дојде до покачување на крвните притисоци заради тоа што циркулацијата се намалува нормално кога се паѓаат температурите, нели, и временските услови се полоши и поладни. Главоболките се едни од почестите патологии кои што се јавуваат кај пациентите и нормално настинките заради тоа што несоодветно се облекуваат. Веднаш, нели, стомачни вируси, грла црвени и така. Така да нема нешто посебно, нели, да е како и секоја година, нормално исто се одвиваат активностите во приватните здравствени установи. Матичните доктори си се на своите работни места и си обавуваат својата работа. Лекарите препорачуваат хронично болните да ја покачат терапијата која примале, особено оние со висок крвен притисок, која за време на летото ја намалиле поради топлото време. Покрај оваа категорија на граѓани, во раната есен од променливото време, најчесто страдаат и децата, кои што току тргнаа на училиште. 2 септември беше прв училишен ден и беше многу свежо, така да веднаш на 3 септември дојдоа дечиња со грла хиперемични, значи црвени, со болки во гушата, со покачени температури и сите кои што несоодветно се облекуваат. Значи, кај нас во Македонија онај карактеристично имаме сега многу ладни утра, околу пладне е многу жешко и повторно ноќите ни се повторно ладни, климатските услови се изменија. Значи, право од лето дојдовме во некоја есен и така повеќе напредната, нели, со ниски температури. Нашата препорака како лекари, како матични доктори кои што ги лекуваме, најдобро е соодветно да се облекуваат. Настинките во периодите со променливи временски услови се најчеста последица на непрепазливоста на граѓаните при изборот на облека, велат лекарите. Препорака и од мене лично како доктор, сигурно и моите колеги, внимавајте како се облекувате, значи утрата добро облекување, секој да има, нели, веќе мора да се носат чорапи, мора джевли, значи се уште има луѓе боси кои што одат и не се свесни дека така настинуваат. Па имаме со чести уринарни инфекции, али претежно, значи, етиолошки најчесто причинителот е, нели, момент на студ и веќе уследната секунда вие се осеќате со треска, ви е ладно и така. Викендов летото завршува и календарски, иако последните десетина дена променливото време најави рана есен, па лекарите препорачуваат граѓаните да се придржуваат кон нивните совети, за да нема последици по нивното здравје.
Пред 10 месеци, група на заинтересирани бизнисмени посетија локација во близина на езерото Младост, каде им беше презентирана можноста да инвестираат во изградба на универзитетски кампус. Ова идеја тогаш им ја презентираше поранешниот градоначелник Петров, а беше придружуван и од министерот за транспорт и врски Јанакиевски, кој при скорашната посета на Велес вели дека овој проект е се уште во фаза на развој. Самиот проект е во фаза на развој, значи се прави мастер план. Самиот проект го води Министерството за образование и наука, како и да ние Министерството за транспорт и врски заедно со општината ќе помагаме и ќе се работуваме во аспект на урбанизација на самиот проект и сите оние подготвителни фази за да може да започне со изградба на самиот кампус. Општината заедно со Министерството за транспорт и врски на локација околу езерото Младост понуди можност за изградба на хотели, но за оваа опција Јанакиевски вели дека треба да се знае епилогот од проектот Универзитетски кампус. Едното со другото се посудрува, значи во оваа фаза приоритет ни е изградба на тој универзитетски кампус. Доколку таа инвестиција стане реалност, а се оди во таа насока, тогаш на таа локација ќе се изгради универзитетски кампус, нема се градат хотели. Тоа што градоначалникот зборевме да бараме други алтернативи за изградба на сместувачки капацитети. На локација околу езерото Младост долго беше најавуван и проект за изградба на аквапарк. Јанакиевски запрашан околу ова, вели дека прво се чека мастер планот за изградба на студентскиот град, а потоа ќе биле дефинирани и останатите содржини околу езерото Младост. Лејата на великаните која минатата година беше најавена дека ќе се стационира пред спомен костурницата, се уште само ветување. Преместувањето на спомен бистите беше предвидено да се случи оваа година, но засега нема најаве дека е почната процедурата. Од локалната самоуправа велат дека уредувањето на лејата на великаните е предвидено во програмата за 2014 година, по изготвувањето на целокупната проектна документација за таа намена. До тогаш ќе се распише тендер за изработка на бистите што се оштетени и согласно средствата со кои располага општината, дел од нив ќе се поправат уште оваа година. Уште пред една година спомен бистите на велешките борци од паркот кај лековниот салон и младинскиот парк беа тргнати со цел зачувување и заштитување на истите од кражби. Државниот завод за статистика објави дека стапката на невработеност во Македонија во вториот квартал од годинава изнесува 28,8%. Бројот на невработени во земјава од вкупното активно население изнесува 273.860 лица. Според податоците, стапката на невработеност бележи пат во однос на вториот квартал минатата година за 2,4%, кога невработеноста беше 31,4%. Се очекува новата стратегија на Агенцијата за вработување да даде уште поповолни резултати, кога е во прашање еден од најгорливите проблеми. Во текот на октомври ќе го кроиме новиот оперативен план, така да сите мислења, сугестии, критики, идеи би сакале да ги инкорпорираме во тој оперативен план, така да бидеме поблиску до потребите на работодавачите и потребите на невработените лица да дадат соодветно вработување. Пред неколку месеци владата излезе со низа мерки за вработување и самовработување. Мерките од областа на вработувањата опфаќаат програма за 1000 нови вработувања преку обука за познат работодавач и програма за доделување државно земјиште на плодоуживање на социјално необезбедени лица. Инаку, според статистиките, најголем дел од невработените во земјава се лица со завршено средно образование. Според старосната структура пак, најголемиот дел невработени се млади на возраст помеѓу 15 и 24 години. Проектот за рекреативно и рехабилитационо летување на Сдруженијето за лица со церебрална парализа со враќањето на последната четврта група го заврши летувањето во Црна Гора. Овој проект Сдруженијето го реализира веќе втора година поред и последната група на лица со попречености, кој летуваше во Добре воде, ја сочинуваа 16 лица, во придружба со еден родител или лице кое се грижи за него. Групата беше составена од деца од Скопје, од Прилеп, од Гевгелија, од Штип, од Велес и од општината Градско. Можам да истакнам и да кажам дека на големо задоволство на самите лица со попречености, на нивните родители, овој пат уште еднаш ја реализиравме посетата на Острошкиот манастир. Се дружевме со луѓе кои што беа дојдени од Босна и Херцеговина, од Црна Гора, од Србија и пред себе сакала да заклучам да кажам дека беше премногу успешна, безбедно стасавме таму, безбедно се вративме дома.
Транспортните трошоци оваа година беа подмирени од страна на родителите на децата со попречености во развојот. Со овој проблем, Сдруженијето за лица со церебрална парализа се соочуваше во првиот јунски дел од овој проект. Се надевам дека ќе успееме да влеземе во буџетите и на локалните самоуправи, можеби на Министерството за труд и социјална политика. Јас мислам дека најдобро би било доколку може Министерството за труд и социјална политика да си го земе како обврска, заради тоа што иако тие организираат рехабилитација на планина, на езеро овдека, меѓутоа тоа е рехабилитација за децата и за лицата до 14 годишна возраст, а овдека станува збор за рехабилитација на море и пред се опфатени се и лица над 14 годишна возраст, дури и постари лица кои што имаат 30 и 40 на години. Соработката со хуманитарната фамилија продолжи понатаму, велат од Сдруженијето. Целта на Сдруженијето за лица со церебрална парализа е секоја година да летуваат 15 нови лица во првиот дел и 15 нови лица во септемврискиот дел од проектот.